Добро вечер, четврток 22 часот, емисија во Центар на YouTube, сум Васко Евто, почитувани гледачи. Вие сте на вистинското место, зошто? Бидејќи во наредните 45 до 50 минути, а може да бидат и 65 минути, и вие и јас имаме право да знаеме вистината. На почеток сакам да ве прашам, што сакате повеќе да гледате? Напишите ми на YouTube. Интервјуи или анализи? Баравте интервјуа, испадна дека анализите се многу погледани, некаде 20 до 25%, во споредба со интервјуата. Двете последни интервјуа ќе бидат гледани некаде околу 60 до 65 илјади гледачи, што е изворедна бројка, меѓутоа сите анализи се веќе гледани над 70 илјади, што значи дека некаде 20 до 25% многу повеќе се гледани анализите во споредба со интервјуата. И сакам да ве прашам, ако сакате повеќе да гледате анализи, ако повеќе ви се допаѓаат анализи, тогаш да направиме некоја промена во форматот на емисијата во Центар. Да се обидиме да правиме досиеја, да има анализи и да има едно интервју неделно, интервју кој ќе биде снимено или тука во Република Македонија, или ќе биде надвор од Република Македонија, меѓутоа би сакал да го слушнам вашето мислење. Тоа може да ми го пишувате или на моите Facebook профили, или на моите пејџови на моите страни, или можете тука на YouTube да ми го пишете. Напишете ми, ќе размениме мислење, и ако мнозинството од вас повеќе сака анализи во споредба со интервјуа, тогаш ние така ќе ја форматираме нашата емисија. По две интервјуа вечерва ќе има анализа. Анализа која ќе биде посветена на актуелните политички безбедносни случувања првенствено во Република Македонија, меѓутоа и во нашиот регион има конфликти или тензии северно Косово, имаше избори во Германија, заминува после 16 години од власта железната леди или канцеларката Ангела Меркел, што е многу битно за Република Македонија, битно во преговорите со Бугарија, битно за односите во рамки на Европската Унија, на распределбата на моќта во рамки на Европската Унија, и тоа ќе биде составен дел на нашата анализа. Меѓутоа главната тема на анализата е тој судир кој не го гледате, меѓутоа подземно се случува на Балканскиот полуостров. Судирот помеѓу грчкиот и српскиот свет, или условно речено, судирот на така наречениот грчки свет и судирот на така наречениот српски свет. Николци на тој судир веќе почнува да стануваат видливи. И тој судир ќе ескалира во наредните неколку месеци или наредните неколку години. Може би на замаец или гориво на целиот тој конфликт ќе даде евентуалното признавање на Грција на Косово. Може би тоа ќе биде иницијалната капизна, може ќе биде нешто сосема друго. Меѓутоа тој конфликт помеѓу условно наречено грчкиот и условно наречено српскиот свет, а читајте, судири на Соединетите американски држави и на Руската федерација е неминовно да се случи на Балканскиот полуостров. Тоа не мора да се случи како воен конфликт. Може да се случи како одреден конфликт кој е подземен, како што е сега ова со короната, трета светска биолошка војна, како што ја нарекуваат. Конфликтите веќе не се конвенционални. Конфликтите може да имат различни форми и да бидат во различни димензии, меѓутоа се случуваат. Таков конфликт ќе се случи и сега. Де факто грците ќе треба да стават брана на руското и првенствено на турското влијание на Балканскиот полуостров, меѓутоа тоа ќе анализираме малку подоле. Клучно е кога правите анализа или кога почнувате да правите анализа, од каде да почнете. Ние ќе почнеме од изборите на 15 јули минатата година. После изборите и губењето на изборите на 15 јули минатата година, Христо Мицкоски поднесо оставка. Поднесо оставка пред своите најблиски пријатели и сопартици. Само по интервенција на потпредседател Владо Мисајловски, Христо Мицкоски се повлекува и не ја дава вечерта оставката, затоа и нема пресконференција на Христо Мицкоски вечерта на 15 јули. И од тука почнуваат разврските во Република Македонија. Од тука ќе почне нашата политичка анализа. 15 јули, оставката на Христо Мицкоски, која навестува, која најавува, меѓутоа не ја дава официјално пред македонската јавност. Фала Богу, живи и здрави се и Стево Јакимовски, жив и здрав е Иван Стојлковиќ, живи и здрави се и многу коалициони партнери на ВМРО-ДПМН на Христијан Мицкоски. Вечерта на 15 јули 2020 година, дел од нив ја добија информацијата дека шефот, председателот или лидерот на коалицијата размислува за оставка. Дел од нив и размислувале да ги сменат партиските бои, односно да ја сменат бојата на коалицијата и да пристапат кон коалицијата на СДСМ, односно на Зоран Заев. И тука се случуваат драматични, турбулентни процеси и тие процеси на некој начин успева некој да ги бајпасира, да ги смири тензиите, да го смири цунамито. Еден од нив дури јавно декларирал
дека ќе ја смени страната, лобирал кај останатите коалициони партнери, кои имат своји пратеници во пратеничката група сега на ВМРО-ДПМН или на коалицијата на ВМРО-ДПМН во македонскиот парламент, и чекал само сигнал од Белград. Сигналот кој доаѓа од Белград, тој е 15 јули вечерта кон 16 јули, е да не се прави ништо и да се остане во коалиција со ВМРО-ДПМН. И тоа е двојната игра на Белград. Од една страна има добри односи со Зоран Заев, од една страна го прави проектот Отворен Балкан со Еди Рама и со Зоран Заев. Од друга страна секогаш го поддржува Христијан Мицкоски. Последните неколку месеци навидум таа соработка и таа поддршка на Белград кон ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски е намалена. Меѓутоа, знаете, вие никош не можете да верувате во Белград и во српската политика, бидејќи тие секогаш ја сметат Република Македонија како нивен двор, како место каде што секогаш може да се вратат, или како место од каде што никогаш не излегле. И затоа беше оној интервју со господинот Александар Раковиќ. Таткото, идеологот на таа доктрина на српскиот свет, Александар Вулин, министерот на полицијата, претходно министерот одбрана, е фронтменот на таа стратегија во рамки на владата на Александар Вучич. Дури има одредена приказна кога на балканска или европска турнеја на Христијан Мицкоски, тоа е некаде почетокот нова година, кога тој треба да се врати славодобитно во Република Македонија со одредено количество на вакцини. Тие вакцини, освен од Словенија, освен од Унгарија, треба да ги бара од Александар Вучич. Александар Вучич да му ги испорача вакцините на Христијан Мицкоски и за разлика од неспособниот Венко Филипче, неспособниот Зоран Заев, способниот Христијан Мицкоски се враќа со вакцини во Република Македонија. Во последен момент мокна западна држава или мокна западна држава таа страна на Атлантикот му се јавува на Александар Вучич, откажана е средбата со Христијан Мицкоски и вакцините му се дадени на Зоран Заев. Е така, вечерва ќе почиме нашата анализа на конфликтот помеѓу српскиот и грчкиот свет кој се случува сега на Балканскиот полуостров. Секогаш Александар Вучич, па дури и средствата кои за изборите на 15 или 2020 година влегува во структурите на македонската опозиција. Тоа не мора првенствено да биде македонската опозиција. Дали од Турција, дали од Русија, дали од други адреси, дојдоа во Република Македонија со посредство на Белград. Тие ја финансира кампањата. Луѓето кои ги прават анкетите на Александар Вучич, ги прави анкетите на Христијан Мицкоски на ВМРО-ДПМН. Таа поддршка секогаш беше традиционална. Во времето на Никола Груевски, Белград и Скопје има екстремно добри односи. Со помош на Белград и со помош на поддршката на Александар Вучич, вклучително со помош на поддршката на македонската олигархија, на структурите на КОС, структурите на УДБА, старите генералски или старите офицерски структури во Република Македонија, и покрај конфликтот со Соединетите американски држави кој почна 2011 година, значи наредните 5 години, иако дрва и камења американците фрла против Никола Груевски успеа да остане на власт во Република Македонија. Белград и упориштата на Белград во Република Македонија секогаш биле силни. Не силни, најсилни. Скопје всушност е рожба на Белград. Рожба во таа некаква, да речеме, разузнавачка, олигархиска, шверцерска, криминална структура и поврзаност. Парите за македонската олигархија со која се приватизирани македонските претпријатија првенствено се должат на кршењето на санкциите кон тогашна СР Југославија. Тоа се врски кои се направени. Парите на Слободан Милошевиќ на Кипар се носени преку Република Македонија. Се држени во македонските банки, се чувани во македонските банки. Дел од банкарите на Слободан Милошевиќ, дали е тоа Љубо Шиптер или Љуба Михајловиќ, дали е тоа Бошко Костич, покојниот Бошко Костич, па дел и на девизните резерви на Република Македонија, во времето на Слободан Милошевиќ се чувани во Англо-Југослав банка. Начело на Англо-Југослав банка беше Бошко Костич, кој му беше заменик на Слободан Милошевиќ, кој Слободан Милошевиќ е директор, генерален директор на Белградска банка. И тие врски се и сега присутни во Република Македонија и судбината или разврските во Република Македонија секогаш во еден дел зависат од тоа на која страна ќе намигне Белград, структурата во Белград, разузнавачките структури во Белград или политиката на Александар Вучич. Да се вратиме ке Владо Мисајловски или Владимир Мисајловски. Кога паѓа од власт Милијан Акиевски, а тоа е она структура, тројна структура, трите ногалки на столчето на кое се подпираше власта на Никола Груевски, тоа е Гордан Јанкуловска, Сашо Мелков и Милијан Акиевски. И најмногу ги има во бомбите. Дури второто ниво е Никола Тодоров, Зоран Ставревски, така натаму и така натаму. Милијан Акиевски, Сашо Мелков и Гордан Јанкуловска се столбот, кичмата, рбетот на власта и владењето на Никола Груевски.
Кога паѓа од власт Милијан Киевски, него на таа функција го заменува Владимир Мисајловски. Го нарекуваат Кендо постариот, а тој е всушност Кендо помладиот, бидејќи брат му е постариот, а Бранк му е еден од сопствениците на таа структура на Курир. И кога вие ќе кажете Курир, почитувани гледачи, не е тоа само порталот Курир, туку тоа е една мрежа од 20 или 30 портали кои се поврзани како свински црева со Курир, дават, зимат пари, менуваат информации, се финансираат, имат инстант артикал и така натаму и така натаму. Сите кои се разбират во процесот на портали знаат за што зборувам. Тој систем на Курир беше раководен од брат му на Кендо Помалиот, односно на министерот Владо Мисајловски. Човекот кој сега подпредседател во ВМРО ДПМН и кој вечерта на 15 јули го убедува Христијан Мицковски јавно да не соопшти на владата дека поднесе оставка на функцијата председател на ВМРО ДПМН. Еден крак од процесот на Курир, бидејќи ние нели пежоративно тој процес го нарекуваме куриризација на македонското новинарство или на македонскиот журнализам. Еден крак од процесот на Курир завршува не било каде, туку завршува Македонската радиотелевизија. И генералниот директор на Македонската радиотелевизија Маријан Цветковски и директорот на Македонската телевизија Хари Вулкаракис се двата играчи на Мартин Протугер кои го прават системот на Курир. И 5 години после паѓање на Никола Груевски и ВМРО од власт во Република Македонија, ова власт нема капацитет и сила да расчисти со процесот на куриризација. Не само што не расчисти со процесот на куриризација, туку сите афери не поврзани со Курир, туку поврзани со медиумите, како се купувани медиуми, како се финансирани медиуми, како е набавувана опрема. Имаше дури и специјално јавно обвинителство, најава дека ќе отвора таков случај. Сето тоа е ставено во фјока. Ставено е во фјока со помош или со асистенција на моќен играч на една моќна амбасада во Република Македонија, главна кутлјача на JNA е кодното име, таткото на тој моќен човек беше главен курир, односно беше главен кувар на аеродромот во Скопје. Главен кувар, или беше прогласен за најдобар кувар на поранешна JNA, затоа е наречен главна кутлјача. Тие структури ја спаси и оваа куриризација во Македонската радиотелевизија. Па дури за да се спасат, размислува во еден временски период Боки 13 да го пратат да биде наш представник на Евровизија. Значи до таму одат, до таму размислува, до таму промислено работат и делуваат, без разлика што и децата на ова златна кутлјача или внуците на ова златна кутлјача на една беа праќани на Евровизија, им беа давани емисии, снима разни клипчиња, спотови за алколоид и мокни компании во Република Македонија. Тоа е системот кој всушност го спречи, ја спречи операцијата за демонтажа на моделот на гуревизацијата, на гуревизмот во Република Македонија, процесот на куриризација кој се случува во Република Македонија. Таа структура е се уште активна. Владо Мисајловски е дел на таа структура. И ако нешто треба да и се замери на оваа власт, е тоа што не расчисти со моделот на куриризација. Сосема поинакво место за живење ќе беше Република Македонија ако ние расчистевме со процесот на куриризација. На тој процес на куриризација сега ви се налепува Сашо Мјалков, ви се налепува првенствено Јордан Орце Камчев, ви се налепуваат сите овие структури на Застава филм групацијата и тие всушност само растат врз база на моделот на цоклето кој е поставен од тој модел на Курир. И тој модел сега создава таа хистерија која се случува во Република Македонија. И ние имаме два паралелни процеси. Едниот процес Македонија да стане нормална држава, успешно или неуспешно го спроведува оваа влада, помене тука некаде 50-50, со некои работи сум многу незадоволен, екстерно незадоволен, со некои работи сум задоволен. Меѓутоа, тие на некој начин ја туркат Македонија во некој процес на нормалност. И тој процес на нормалност, колку и нас да не ни се допаѓа, се случува во Република Македонија, но тие не знаат како да го продаат на македонската јавност. И главниот опонент е создавање на одредена хистерија. Хистерија која сега се случува во Република Македонија, каде што се хистеризира околу се и се што. И на база на таа платформа, цокле на Курир групацијата, сега се надоврзо Јордан Орце Камчев. И целата таа групација, помогната од Јордан Орце Камчев, кои всушност се фронтмени на процесот на хистеризација или создавање не на хистерија во Република Македонија. И тие два процеси се сега во конфликт. Конфликт се некаде 12 месеци и тој конфликт има своја ескалација, своја експлозија на локалните избори. Локалните избори ќе бидат веројатно последната политичка пресметка на тие два блока. Блокот на нормализација на Република Македонија
И тамо начело на тој блок и не мора да биде Зоран Заев, може да биде било кој друг, меѓутоа тоа е процес кој оди, кој се случува во Република Македонија. И вториот процес е процес на правење на хистерија околу се и се што во Република Македонија, првенствено преку социјалните мрежи. И тие два процеси, тој драматичен конфликт ќе ескалира сега на локалните избори. Што стана со серијата Македонија? Милиони требаше да бидат потрошени, дел од тие милиони беа потрошени на таа серија Македонија. Завршија парите во Хрватска. Нели Горијан Тозија одеше и работеше да ги врати тие пари. Ги вратили тие пари? Се завршили таа афера? Легне ли некој во затвор? Си видели кој е виновен за тие пари што се потрошени? Како се купувани пари за телевизиите на ВМРО ДПМН широм Македонија? Како се трошени тие пари? Нели беше случај отворен? Нели оваа курир групацијата беше третирана во тој случај? Како стана овие луѓе милионери? Одите, видите кој живее до Дзинго, во Жданец, во општина Карпош. Куќи направија, коли изнакупија. Па да направите проценка колку тежа кога дојдоа на чело на македонската радиотелевизија, колку тежат или колку се богати денес. Милионери станаа. Се фала дека водат кампањата на Јанес Јанша. Како можат во исто време да бидат први луѓе на македонската радиотелевизија, а тамо трети или четврто хиерархија поранешниот директор, кој само формално правно е сменат во ВМРО ДПМН, човекот кој е интимус политички на Христијан Мицкоски и одеднаш купува бензински пумпи, купува кафани, камиони и авиони во Република Македонија, а неговото внуче, кој беше директор на државната безбедност на 27 април 2017 година, кога се случуваат крвавите настани во македонскиот парламент, е дел на тој процес на луѓето кои им се суди дека се организатори на настаните поврзани со 27 април. И тој е вработен во македонската радиотелевизија, а во слободно време беше директор на ВМРО ДПМН. Како свински црева се испреплетени сите овие структури. Велам, тие водат сега кампања на Јанес Јанша. А истиот тој Јанес Јанша го дава нон-пейперот, внимавајте, нон-пейперот, кој вели дека треба да се прекроат границите на Балканскиот полуостров за да биде конечно завршена југословенската криза. При тој нон-пейпер вели дека Република Српска треба да се спои со Република Србија, дека западниот дел на Македонија треба да се спои кон Република Албанија и дека Никола Груевски треба да се врати на власт во Република Македонија. Тоа е таа структура. Јанес Јанша, Никола Груевски и Виктор Орбан. Ова се деца на Мартин Протугер. Тој ги инсталира на чело на Курир и од Курир ги носи во македонската радиотелевизија. Тие сега работат на кампањата на Тимчо Муцунски, бидејќи има два фаворити. Во еден временски период доаѓаат во конфликт со Христијан Мицкоски, бидејќи целата таа структура не верува дека Христијан Мицкоски има капацитет да го донесе ВМРО ДПМН на власт и почнува да му барат замена на Христијан Мицкоски. Христијан Мицкоски преку своите играчи во Советот на македонската радиотелевизија на почетокот на годината се обидува да го смени двојецот Цветковски Хари Булгаракис и не успеа во тоа. Имаат сега некој прекјутен договор 3 или 4 месеци, не брануваат ни едните ни другиот. Меѓутоа, оваа структура стоеше зад Васко Наумовски, поранешниот амбасадор на Република Македонија во Соединетите Американски држави, и за Тимчо Муцунски. Со синот на Златна Кутлача на JNA, всушност работеа на процес на менување на Мицкоски и носење на чело на ВМРО или на Васко Наумовски или на Тимчо Муцунски. Како што мене сега ми се чини, се откажа од Васко Наумовски и го форсираат Тимчо Муцунски. Тие водат кампањата сега на Тимчо Муцунски. И тука се поставува прашањето, зошто Тимчо Муцунски, како клучен играч на ВМРО на овие избори, или еден од раководството на ВМРО ДПМН, тој е единствен човек кој му има одбиено на Христијан Мицкоски да биде член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН по губењето на изборите на 15 јули, зашто Тимчо Муцунски, како меѓународен секретар на партијата, како човек кој е лице на партијата пред меѓународната заедница, се кандидира во наводници за небитната општина Аеродром, а не се кандидира за битната општина Скопје. Зошто Тимчо Муцунски, кој ужива таков углед во јавноста, не трча за Скопје, туку трча за Аеродром? Има два одговори. Прво, ВМРО ДПМН во тој процес на трансформација повеќе не сака да биде партија каде што бастионот на ВМРО ДПМН ќе биде газибава, ќе биде кисела вода, ќе бидат некои рурални места во Република Македонија, туку сака да стане урбана партија. Бидејќи не може тоа да го направи во општина Центар, не може да го направи во општина Карпош, единствено урбана во наводници општина која останува на располагање на ВМРО ДПМН е општина Аеродром. И всушност преку општина Аеродром
преку победа на Тимчо Муцунски, тие сака да го инсталира Тимчо Муцунски како најсериозен кандидат за еден лидер на ВМРО-ДПМН при евентуално абдикација или повлекување на Христијан Мицкоски. Па дури дел на ова проамериканска структура, поврзана со Калето, го има носено Тимчо Муцунски на одредени средби кај градоначалници или битни бизнисмени низ Република Македонија, вклучително кај неизбежниот Митко Јанчев во Кавадарци. Самиот Митко Јанчев тоа го кажа. Оваа групација која работела на кампањата на Енес Јанша, сега работи на кампањата на Тимчо Муцунски. И таа структура ќе сака да го донесе Тимчо Муцунски на власт, на чело на ВМРО-ДПМН. Таа е структура поврзана со Борче Змејковски. Таа е структура преку таткото на Тимчо Муцунски поврзано со Министерството за надворешни работи на поранешна СФР Југославија. Ке Тимчо Муцунски дома има одено Никола Груевски кога одел во приватни посети во Њујорк и Соединетите американски држави. И таа е исклучително компактна групација. Таа групација е дел на српскиот свет кој е инсталиран во ВМРО-ДПМН. Има тамо 2 или 3 крака. Христијан Мицковски за тој српски свет се помалку им гарантира можност и веројатност дека ќе победи на било кои избори во Република Македонија. Затоа сега е таму отпочнат процесот на барање на наследник на Христијан Мицковски. Знаете ли која е суштината на конфликтот? Конфликтот кој изминатите 4 или 5 дена, почитувани гледачи, се случува во Северно Косово или на северот на Косово или во северен дел на Косовска Митровица или како што пишуваат српските портали или јавуваат српските медиуми на тие административни премини помеѓу Србија и помеѓу Косово. Суштината е дека косовските власти не дозволуваат автомобили со регистарски таблички, кои се српски регистарски таблички, понатаму да може да влегуваат и да возат на косовска територија. 20 години косовските автомобили или автомобили со косовски регистарски таблички не им беше дозволено да може да поминуваат или да транзитираат низ територијата на Србија. И после 20 години косовските власти одлучуваат дека треба да воведат реципрочни мерки. Ако не можат автомобили со косовски регистарски таблички да поминуваат низ Србија, тогаш не можат ни автомобили со српски регистарски таблички да поминуваат низ територијата на Косово. И тука е конфликтот. И како на тоа реагира Александар Вучич? Прави блокади, прави повторно балван револуции. Последните 30 години властите и во Црна Гора, и во Војводина, имаше таков обид и Хрватска пред 30 години, се рушеа преку балван револуции, преку блокади. Истото тоа го прави сега во Косово. Крена 2 или 3 авиони МиГ-29, ги крена хеликоптерите. Тенковски единици донесе на 500 метри до тие административни премини. Српскиот министер за одбрана ги помина касарните во Новој Пазар и во Рашка, каде што се стационирани српските специјалци, и рече дека армијата во тие 2 гарнизони или војската на Србија, борбената готовност има скренато на прва категорија. Па заедно со рускиот амбасадор во Србија и во Белград шеташе по таа административна линија. 2 руски генерали беа присутни на административната линија или административната граница. И која е крајната цел на Александар Вучич, бидејќи на една обична одлука, па да речеме и провокација од косовските власти или од косовска страна, да не им се дозволува на српските автомобили со српски регистарски таблички да може да поминат низ косовска територија, ајде да речеме дека тоа е провокација на Косово, дека тоа е провокација на Приштина, дека ги чекат избори, дека се обидуваат пред овие избори да го кренат сопствениот рейтинг, и прифаќам дека тоа е провокација, дека во овој временски период на вистина на Балканскиот полуостров нема потреба од такви провокации. Гледаме што се случи во Црна Гора, сите тие драмолетки, драматични настани, изборот на поглавар или митрополит на Српската православна црква во Црна Гора, устоличувањето негово на Цетиње, а не во Подгорица. Подгорица ќе поминеше потполно безопасно, немаше да има никакви конфликти, немаше да има никакви тензии, меѓутоа не Србија инсистира неговото востоличување, неговиот избор да се случи во Цетиње. А Цетиње е срцето и душата на црногорската држава, бидејќи ниту турците не успеа да стапнат, турска нога нема стапнато на Цетиње и во време на турската или османлиската окупација на Балканскиот полуостров. И одена Србите инсистират устоличувањето на Еваникија да не биде во Подгорица, кои имат огромен храм, огромна црква во центарот, во срцето на Подгорица, кој тоа треба да е направено во Цетиње. И станува конфликт. Борни коли, авиони, хеликоптери, така натаму и така натаму, барикади исто тамо, гуми запалени, со специјалци донесени Јоаникија и Порфирije, првиот човек на Српската православна црква, и устоличени Јоаникија во Црна Гора. И
И секој нормален кој размислува, кој прави политички анализи, вели, ако тоа се случува во Црна Гора, ќе се случи во Република Македонија, се случува со оваа модуларна болница во Тетово и оние 15 гроба кои се ископани поради 15 жртви во таа модуларна ковид болница во Тетово, и се случува тензии во границата или на административната граница помеѓу Косово и Србија. И секој кој се разбира во политика, во геополитика, знае дека тоа е руски ракопис, дека тоа е ракопис на српскиот свет. Што прави Вучич на таа провокација која прави Приштина? Ги крева миговите, ги крева хеликоптерите и прави одредени тензии. И тука се пасува клучното прашање. Која е крајната цел на Александар Вучич? Поделба на Косово и размена на територии со Косово. Тоа е крајната цел. Тоа е дел на сценариото формирање на српски свет или обединување на сите српски земји и сите српски територии на Балканскиот полуостров. Триаголникот Подгорица, Бања Лука, Белград, или како вели Милорад Додик, линијата од Приштина до Бања Лука го брани српскиот свет од капитулација на Балканскиот полуостров. Се сеќавате на Александро Смаљас, една исклучително мокна, исклучително битна фигура, не само во грчката дипломатија, туку и во структурата на Сорос на Балканскиот полуостров. Некаде пред 10 години Александро Смаљас е амбасадор на Грција во Соединетите Американски држави или амбасадор на Грција во Вашингтон, што има многу голема тежина во соседна Грција. Тој е автор на нон-пейперот. Нон-пейперот кој подоцна е преточен во ранковниот договор 2001 година во Република Македонија. Пролетта 2001 година избива голема афера. Нон-пейперот кој му е даден на Срџан Керим е испратен или е пуштен до македонските медиуми и станува бура. Подоцна се вклучува Ричард Фровик, па прогласен Ричард Фровик како персона нон грата во Република Македонија, па барана е смена на Срџан Керим, па е сменет Срџан Керим, па Илинка Митрева доаѓа на чело на Министерството за надворешни работи, меѓутоа нон-пейперот кој подоцна е преточен во ранковниот договор е всушност дело, авторско дело или автор на тој нон-пейпер Александро Смаљас. Александро Смаљас пред неколку дена пишува авторски текст во грчки катемерини, ке ве молам. Читајте што пишува во грчки катемерини. И ако не разбирате грчки, на Google Translate ќе може да ги преведете тие авторски текстови, тие анализи кои се прават таму. Тоа е веројатно најдобриот дневен вестник на Балканскиот полуостров. Таму се прават најдобрите анализи. Иако ви е тешко, помачете се, најдете Google Translate и преведувате што се пишува во Катерини. Во Катерини има авторски текст, анализа на Александро Смаљас. И таа има две поенти, две клучни поенти. На крај Грција ќе мора да го признае Косово. Гледате, кој удар би било тоа за Србија, за Белград, за српскиот свет. Нивниот традиционален сојузник, Грција, да го признае Косово. 5 држави на Европската Унија се уште го немат признато Косово. Многу е битно да се разбие тој блок на тие 5 држави, барем една од тие држави, ако не и две, да го признаат Косово. Тоа ќе има исклучително битни рефлексии на разврските околу косовското прашање. И Александро Смаљас вели прашање е на време кога Грција ќе мора да го признае Косово, дека ако првата официјална посета на грчки премиер на Косово бил 2005 година кога Караманлис е во официјална посета на Косово, или како што сами вели, недозволиво Грција да не го признае Косово, кога таа територија се наоѓа на 200 км од граничниот преминев зони, тоа е граничниот премиер помеѓу Република Македонија и Република Грција. Че тоа е ставот на Александар Маљас, под број 1. Грција ќе мора на краја да го признае Косово и под број 2. На тој начин Косово и албанските територии да дојдат во прегратки на Грција и на тој начин Грција да го спречи турското влијание во албанскиот свет, во албанскиот простор, на Балканскиот полуостров. Односно, Грција смета дека со оставање рака врз Косово и албанските територии, со признавање на Косово, со огромно количество на грчки инвестиции, синот на Дора Бакојани, внукот на грчкиот премиер, на актуелниот грчки премиер Мицотакис, беше во 2 посети на Косово. Ништо за тоа не е известно од македонските медиуми. Брда и долини им беа ветувани на Косово. Преку капитал, истото што го правеа во Република Македонија, грците ќе сакаат да го стават Косово под своја контрола и на тој начин да направат брана на турското влијание на Балканскиот полуостров. Кои преку турците влегува на Балканскиот полуостров? Преку србите и преку турците. Русија, Путин и рускиот капитал. Грција сега, како фронтмен на грчкиот свет, де факто спроведува американска политика на Балканскиот полуостров. И има уште 2 дополнителни прашања. Треба да биде потпишан пакт помеѓу Косово и помеѓу Грција
ако Косово сака да биде признато од Грција, со тој пакт на Косово ќе му биде забрането или Косово ќе се обврзи дека нема во наредниот период да прави конфедерации, федерации или да се спојува со некоја друга територија, се мисли со Албанија или формирање на проектот Голема Албанија, и тоа треба да биде потпишено во одреден пакт. И второто битно прашање во тој пакт е дека нема да има размена на територии помеѓу Косово и помеѓу Србија. И дека границите на Балканот се вечни и трајни. И дека се захефтани, бетонирани. И тука грчкиот свет доаѓа во конфликт со српскиот свет. И тој конфликт вие не го гледате во моментот, но тој се случува подземно. Прашање на време кога ќе експлодира експреслонецот. И кога тој грчко-српски конфликт или конфликт на српскиот свет за кој стои Русија, стои Јанес Јанша, Виктор Орбан, Реджеп Тајип Ердоган, и грчкиот свет за кој стојат Соединените Американски држави, ќе експлодира на Балканскиот полуостров. И гледате, почитувани гледачи, таа поделба на грчки и на српски свет не е црно-бело. Значи не е тоа резка поделба како што се дели путер со топол нож. Има луѓе кои се на една, на друга страна, луѓе кои се и на ова и на она страна, кој час се на една, час се на друга страна, меѓутоа кога се следи магистралната линија, тогаш таа поделба е многу јасно видлива. Еве, не мора да биде анализата направена само на македонските случувања, ќе направиме анализа на тоа кој е српски, а кој е грчки свет и во албанскиот политички кампус. Али Ахмет е српски свет, Александар Антич, соработки со КОС, соработки со УДБА, разни структури кои гравитираат кон Белград. И затоа постојано велев дека постојано што се случи во Тетово, треба да се истражи секоја можност до ситни цревца да оди анализата, дали тама има саботажа. Стево Пендаровски истраче и после 12 сати или после 12 часа од таа хаварија рече дека нема елементи на саботажа. Нема елементи на политичка или на партиска саботажа во тоа што се случи во Тетовската болница. Како може да знае некој после 12 часа, освен да биде баба Вања или да гледа на графчиња. Значи, Али Ахмети е дел на српскиот свет. Еди Рама е дел на грчкиот свет. Пред еден месец Еди Рама е дава она изјава која крена огромна прашина на Балканскиот полуостров, дека тој е католик, дека неговите деца се православци, а дека неговата сопруга е муслиманка. При тоа, Еди Рама ја дава таа изјава да биде составен дел на грчкиот свет. И Пандели Мајко, и Фатос Нано, предходници на Еди Рама на чело на Социјалистичката партија, биле делови или дел на таа структура на грчкиот свет. Потекнат од Јужна Албанија, и кога правите одредена анализа, почитувани гледачи, вие не можете да направите резка граница помеѓу православните албанци, помеѓу властите од Москополе и старите грци кои живееле во делот на Атина или во делот на Тесалија. Или од 830 година кога се формира современата грчка држава, во Атина и околината на Атина едва и да живеат 2 до 3000 грци. И то се грци кои говорат на албански јазик, тој грчките историчари го кажуваат. А дека 300.000 грци живеат во Смирна или во Измир, од таа страна на Егејското море. Затоа најголемите борби во Првата светска војна се околу Измир, околу Смирна имаше турска серија на Сител телевизија кој што ги третираше токму тие прашање. Непреболена, непрежалена болка на грчкиот народ е губењето на Измир или губењето на Смирна. Таму има 300.000 луѓе. Тоа е Мала Азија, Троја и така натаму и така. Значи најголем дел од грчката историја се случува таму, на тој дел на Мала Азија. Таму живеат 300.000 грци, а во Атина живеат 2 или 3.000 грци. Атина во рамки на Османлиската империја е тешка периферија на Османлиската империја. Таму нема грци. Има во Смирна, има во Измир, има во Цариград. Затоа постои во статусот на Цариградската или на Вселенската патриаршија дека Вселенски патриарх мора да биде човек кој е роден на територијата на денешна Турција, но има грчко потекло. И тоа се тие линкови на Грција кон Византија, линкови на Грција кон античка Грција, така натаму. И сите конфликти кои грците ги прават на Балканскиот полуостров е како да направат временско спојување на античка Грција, на Византија, на денешна современа Грција. Меѓутоа, кога вие правите одредена анализа, вие тешко може да најдете резка граница помеѓу православните албанци, помеѓу старите грци кои живеат во Атина и во Тесалија, и овие албанци, односно овие власи кои се од Москополе. И кога ќе анализирате нивните обичаи, нивната традиција, нивното однесување, нивната историја, јанина и така натаму, тогаш од страна, гледајќи ги работите, тоа ви делува дека е една компактна структура. И таа структура е составен дел. Таа структура е составен дел на грчкиот свет. И таа поделба
на грчки и на српски цвет во албанскиот кампус најдобро се персонализира преку Али Ахмети и преку Еди Рама. И гледате што се случува сега во моментот, почитувани гледачи. Една феноменална замена на тези. Еден феноменален спин кој се случува на македонските социјални мрежи, кој вие го гледате, го конзумирате, го примате, меѓутоа не можете да го препознаете, не можете да го видите ракописот. Таа замена на тези е следната. Ранковниот договор, Али Ахмети, директорите на Тетовската болница не се виновни за хаваријата. Не се виновни командантите кои ги симнале чизмите, кои симнале униформата и станале директори. Им дале канцеларии, им дале мерцедеси, им дале ауди, им дале некоја плавуша да им биде секретарка и тие стана големи директори и им се случија хаварии. Нема саботажа, изгледа Стево Пендаровски кажа после 12 часа дека нема саботажа. И пред ваши очи се случува спин, се случува едно класично менување или замена на тезите, вие тоа го примате, го консумирате, но не можете да го видите. Кој може да направи една таква обсежна операција на замена на тези? Може ова застава филм групација, меѓутоа нивниот ракопис не е таков. Тие прават хистерија, но ова е суптилна замена на тези. Може би структурата под контрола на Јордан Цеканчев, меѓутоа и тие нема таков ракопис на делување. ВМРО ДПМН нема капацитет тоа да го направи. Единствено Агенцијата за разузнавање и Еролд Муслиу се капацитетни да спроведат таква операција во Република Македонија. Еролд Муслиу е екстремно интелигентен човек. Некаде пред 15 години, заедно со британските разузнавачи, учествува во процесот на ловење или апсење на Радко Младич. И минатите 15 или 20 години на неколку пати има сменето страна. Бил близок до Мендух Тачи и партијата ДПА, подоцна станува дел на ова застава филм групација, док и 2015-2016 година Синиша Лексовски застава филм групацијата и Еролд Муслиу се едно. Ти припаѓаат на едно исто милие во Агенцијата за разузнавање и подоцна им се растура калимерата, меѓутоа изминатите 2 или 3 месеци гледате како со нож е пресечено. Ниту едните, ниту другите не се напаѓаат. Како да има некое премолчено партнерство кое е наново воспоставено, нема напаѓање, има пак за ненапаѓање. Еролд Муслиу беше ставен во одредени шпекулации дека стои за доња бомби на ЛЧК кои се пуштат за разни праваци на ДОИ, дали е Муса Џафери, Али Ахмети и така натаму. И одеднаш Еролд Муслиу ги воспоставува повторно релациите со Али Ахмети и со ДОИ. Човекот знае да чита политички процеси, гледа дека Мухамед Зекири веќе не игра во СДСМ, тоа е таа линија кон СДСМ која има Еролд Муслиу, дека Стево Пендаровски нема таков капацитет да направи пресврт, да може да ја преземи партијата од Зоран Заев, да стане премиер на македонската влада и останува да виси, знаете. Останува да виси при некоја промена на власта, што ќе се случи со него, и сваќа дека мора да се сврти кон Али Ахмети и кон партијата ДОИ. И тој се врти кон Али Ахмети и партијата ДОИ, и мислам дека тој е автор на целиот овој спин и ова замена на тези кои сега се случува во Република Македонија. Не е виновен ДОИ. Не се виновни командантите на ДОИ. Виновен е Венко Филипче. На тој начин му чисти терен на Стево Пендаровски, внимавајте, главен конкурент на Стево Пендаровски, за можно преземање на СДСМ. Можен против кандидат освен Зоран Заев на идни председателски избори е Венко Филипче. Со елиминација на Венко Филипче, Еролд Муслиу постигнува две цели. Му чисти терен на неговиот шеф Стево Пендаровски и му овозможува замена на тези на Али Ахмети. Не е Али виновниот за тоа што се случи во Тетово, туку е Венко Филипче и екипата на Венко Филипче. Структури блиски на Стево Пендаровски, не велам структури под контрола на Стево Пендаровски, не велам структури под контрола на Еролд Муслиу, не велам структури од Агенцијата за разузнавање, многу прецизно кажувам, структури блиски на Стево Пендаровски. Ја организира посетата на Никола Тодоров на Будимпешта. Ја организира средбата на Никола Тодоров со Никола Груевски, траеше 8 до 10 часа. Што се договорија, како се договорија, дали се договорија, не излегува информација ни од Никола Груевски, ни од Никола Тодоров, но луѓе блиски на Стево Пендаровски учествува во организацијата на целата таа посета. Јавна тајна е, почитувани гледачи, дека во врвот на СДСМ постојат 3 структури, ако го сметаме Стево Пендаровски, дека е дел на врвот на СДСМ. Постојат 3 структури. Едната структура, предводена од Стево Пендаровски, навиваше Никола Тодоров да оде на чело на ВМРО ДПМН. И така е организирана посетата и средбата на Никола Тодоров и Никола Груевски во Будимпешта. Втората структура навиваше Тимчо Муцунски да дојде на чело на ВМРО ДПМН
И третата структура, тоа е мнозинството на луѓе околу Зоран Заев, навива и понатаму Христијан Мицковски да остане на чело на ВМРО ДПМН. Бидејќи со останување на Христијан Мицковски на чело на ВМРО ДПМН, ВМРО никогаш нема да се врати на власт во Република Македонија. Тоа се проценките не само на кланот на Зоран Заев, туку и на неговите најблиски соработници. Зоран Заев и неговите најблиски соработници и понатаму навиваат Христијан Мицковски да остане на чело на ВМРО ДПМН. И тоа е нивната добитна карта. Се додека е тој на чело на партијата не може да се врати на власт, освен ако Христијан Мицковски не биде некој министер за опозиција во некоја влада предводена од СДСМ. И сега се јавува Никола Тодоров, вчера имаше колумна на Никола Тодоров за Дојче Веле, кај што кажува три тези. Прво, Јане Сандански бил управител, бил управник на затворот на Бугарското кнежество или на Бугарското кралство во Дупница. Дупница оној град од Станки Димитров во комунистичка Бугарија. Значи, Јане Сандански не само што не се борел против бугарската држава, туку бил директор на затворот во Дупница. Тоа е првата теза. Втората теза на Никола Тодоров, кој вели дека хоби му е историјата, поставува дилема или поставува прашање. Дали Јане Сандански се борел против бугарската држава? Дали Јане Сандански се борел против окупацијата на Бугарија на Пиринска Македонија? И одговара дека не се борел. И третата теза е, зошто Јане Сандански не се борел против окупацијата на Пиринска Македонија од слабата Бугарија или тога слабата Бугарија, туку се борел против окупацијата на Османлиското царство на останатиот дел на Македонија. И ако Македонија е една единствена и цела, ја поставува тезата Никола Тодоров, тога зошто Јане Сандански не се бори против окупацијата на Бугарија, тамо некаде пред 120-130 години на Пиринска Македонија, туку заедно со бугарските чети се бори против турската окупација и меѓу првите влегува во Балканските војни во ослободувањето на градот Солун. И тука доаѓаме на теренот на бугарското прашање. Бугарското вето и македонско-бугарските односи. И Никола Тодоров, и Стео Пендаровски, и целата номенклатура сваќа дека тоа е клучното прашање. Не само клучното прашање кое ќе ја биде или нема да ја биде Македонија, ќе ја внесе или нема да ја внесе Македонија во ЕУ, ќе ни дадат датум за преговори или нема да ни дадат, туку тоа е клучното прашање на политичките разврски во Република Македонија. Дека сите треба да скокнат во возот кој ќе ги однеси на вистинската адреса. Минатата недела амбасадорката Кейт Мери Бърнс излезе и рече дека Америка ќе се вклучи во процесот на преговори помеѓу Скопје и Софија. Таа изјава дава после незиното враќање од Вашингтон. Значи била во Вашингтон, имала брифинг во Стејт департментот и излегува и прв пат дава така тврда изјава дека Соединетите американски држави ќе се вклучат во преговорите помеѓу Скопје и Софија. Тоа има капитална тежина, таа изјава има капитална тежина. Оваа жена не е амбасадор од форматот на Джес Бейли или од форматот на Кристофер Хил, кои се присутни во јавноста. Ова жена ги завршува работите. Ова жена е молчи толчи. Исклучителна мокна фигура. Да не речам многу мокна фигура во ција структурата на Соединетите американски држави, меѓутоа исклучителна мокна структура. Таа е дел на грчкиот свет, на стратегијата на грчкиот свет. Од Атина доаѓа во Република Македонија. Заедно со Джефри Пает се архитекти на потпишување на Преспанскиот договор. Два договори се клучни, Џо Бајден ги кажува Преспанскиот и рамковен договор. Кој ќе се спротивстави на Преспанскиот и рамковен договор, се спротивстава Бранко Цренковски и се ми се чини ако продолжи да се спротивстава ќе заврши на некоја црна листа на Џо Бајден. Значи тие два договори се клучни за политичките разврски во Република Македонија. Архитект на еден од тие два договори е Кейт Мери Бърнс. Тоа е жената која се бави со енергетската политика во амбасадата на Америка во Грција. Кога доаѓа Мајкл Помпео, поранешен државен секретар, во официјална посета на Република Македонија, тоа е на средба со македонскиот државен врв во Охрид, тоа е 2019 година, пред корона кризата, кажува три работи. Прво, руските ботови да не ја водат власта во Република Македонија. Второ, Република Македонија да не потпишува договори за кинески кредити. И трето, Македонија енергетски да се спои со Грција. Целата ова операција околу Мак Петрол, продавање на акциите на Мак Петрол во гасоводот, е во организација или во режија на Кейт Мери Бърнс. Таа е дел на тоа енергетско лоби на Соединетите американски држави. Ние постојано говориме за источен Медитеран. Веќе не говориме за јужното крило на НАТО, веќе не говориме за југоисточна Европа, говориме за источен Медитеран.
Источен Медитеран е име на компанијата која треба да ја носи нафтата и гасот, која треба да учествува во изградбата на нафтовот и гасовот од Израел до Грција, до Солуна, преку Солуна во Република Македонија. Тоа е компанијата Источен Медитеран. На крајот таа компанија треба да носи нафтени деривати произведени од шкрилци во Тексас. Кейт Мери Брнс е дел на таа структура, екстремно мокна, екстремно влијателна. И таа жена сега излегува, вели, Америка ќе се вклучи во процесот на преговорите помеѓу Скопје и помеѓу Софија. И Никола Тодоров и целата оваа структура сакат да фатат приклучок, да скокнат во возот. И ако Христијан Мицкоски после таа изјава на Кейт Мери Брнс оди на кафе пење со Виктор Орбан, тука во Република Македонија, луѓе кои се разбираат од политика, се обидува да скокнат во возот кој ќе доведи до договор помеѓу Скопје и Софија, откочување на процесот и бугарското вето и добивање на датум за преговори на Македонија со Европската унија. Има уште 3 работи кои морам да ја кажам во вечерашната анализа, иако досега кажавме многу. Кажавме толку за половина Македонија да ми се љути, а барем 10 или 15 пријатели повеќе да не сакат да пијат кафе со мене, меѓутоа има 3 работи кои мораме да ги скоментираме во оваа емисија. Првата работа е промената на власта во Германија. Ангела Меркел повеќе нема да биде канцеларка на Сојузна Република Германија и заминува во политичка пенсија. А нејзината партија, како што сега стојат работите, ќе замини во опозиција. И не можам да речам дека не сум среќен, напротив, сум многу среќен дека оваа жена заминува во политичка пенсија. Бидејќи бугарското вето на Бојко Борисов и на Красимир Каракачанов немаше да биде ставено или немаше да и биде ставено на Република Македонија, ако не беше премолчаната согласност на Ангела Меркел. Храбриот пожарникар Бојко Борисов, ниту подразно, без разлика на поддршката на Емануел Макрон, без разлика на можната поддршка на Владимир Путин, немаше да се дозволи да стави бугарско вето за Република Македонија и да изгради еден огромен берлински зид помеѓу двете држави тамо некаде на Деве Баер на Гриешево, ако не беше премолчаната согласност на Ангела Меркел. И Ангела Меркел заминува во политичка пензија и велам, многу сум среќен поради тоа. Меѓутоа во функционирањето на Европската унија ќе се јави дупка, знаете, во 2 или во 3 години. Заминува Ангела Меркел, имаше Брекзит кај што Велика Британија напушти Европската унија, а идната година Емануел Макрон го чекат клучните избори дали ќе добие реизбор и нов председателски мандат. Во наредните 10 до 12 месеци нема да се знае во чии раце ќе биде кормилото на Европската унија. Тешко дека Европската унија ќе донеси било каква одлука, бидејќи нема сила, нема газда кој ќе може да тресне на масата или под масата и да ги натера останатите држави да донесат одлука поврзана со иднината на Западниот Балкан или можно добивање датум за почеток на преговори на Република Македонија. Не треба да сте многу политички писмен, за да сватите дека ќе се јави одреден временски геп, одреден временски джеп, каде што тешко ќе се носат крупни одлуки. Каде што нема да се носат крупни одлуки и без разлика што ги да направите, ќе биде многу тешко да ги натерате сите земји членки на Европската унија. Кој ќе ги натера? Наследникот на Ангела Меркел? Па тој нема да знае кај се наоѓа првите 6 до 12 месеци. Емануел Макрон, кој го чекат избори идната пролет, кој ќе тресне на масата и ќе ги натера сите 27-28 држави членки на Европската унија да изгласат почеток на преговори за Република Македонија. И без разлика што вие ќе направите во тој период, ќе биде многу тешко да ги отпочнете тие преговори. Меѓутоа без разлика на се, заминувањето на Ангела Меркел е добар знак за Република Македонија. Таа жена во сите клучни моменти поврзани со Република Македонија беше на спротивната страна. Бранко Цренковски се појави. Ја натерав на мечката да излезе од пештера. При тоа не си ласкам, почитувани гледачи, и не велам дека поради емисијата во Центар ние го натеравме Бранко Цренковски да излези после она наше укажување, наша анализа дека е несериозно. Човек кој бил 8 години премиер, 5 години председател на државата и доживотно ќе биде финансиран од буџетот на Република Македонија, дека бил гласан од македонските гласачи, а дека ги има преспано сите битни настани поврзани со Република Македонија, име, преземе и така натаму. И не велам дека е тоа наша заслуга. Едноставно можам да го прочитам ракописот. Можам да ја прочитам политиката на Бранко Цренковски. И ако е правник, би размислил во правни акти, ако е економист, би размислил во пари, ако е сликар, би размислил во слики. Бранко Цренковски како електроинженер размислува и функционира во шеми. И ако вие ја научите шемата на Бранко Цренковски, тогаш лесно може да ја читате неговата политика. Бранко Цренковски се појави во Ману. Испрати најмалку 3 пораки. Првата порака е да биде направена или да биде формирана или да биде напишана национална платформа.
и со таа национална платформа да бидат обврзани сите политички партии, да имат консензус, да биде спроведена таа национална платформа. Национална платформа, консензус околу национална платформа, значи формирање на експертска или формирање на широка влада. Ставот на ВМРО ДПМН, ставот на Христијан Мицковски изминатите 2 години, формирање на широка и формирање на експертска влада. Секоја недела формираат ново парламентарно мнозинство. Сега Бранко Царенковски и неговиот настав во Ману значи токму тоа, да биде формирано ново парламентарно мнозинство. При тоа, тој не верува толку во Христијан Мицковски, туку му дава задача на Стево Пендаровски. 3 структури повика Бранко Царенковски. Стопанската комора при тоа внимава да не биде сојузот на стопански комори на Даниела Арсовска, да не се сетат властите дека тој стои за Даниела Арсовска. Туку е повикува Стопанската комора на Бранко Азевски или олигархиската комора, односно олигархијата во Република Македонија која е формирана токму според законот за приватизација на Бранко Царенковски. Ману, каде што начело на Ману е Љупчо Коцарев, кој е професор на електромашинскиот факултет, факултетот каде што работел таткото на Христијан Мицковски и каде што студирал Бранко Царенковски, сосема случајно, и го повикува председателот на државата, кој беше советник во неговиот кабинет, да ја напише таа национална стратегија и да биде направено ново парламентарно мнозинство. Домашната задача да биде направено тоа парламентарно мнозинство ја добива Стево Пендаровски. И тоа ви го кажав минатата недела. Стево Пендаровски, како истурена тупаница на Бранко Царенковски, треба да обезбеди 2 работи. Промена во врвот на СДСМ и формирање на нова влада. Тоа се обиде да го направи Стево Пендаровски прво преку Никола Тодоров во врвот на ВМРО ДПМН, кога тоа не успеа, се врза за Христијан Мицковски. Бранко Царенковски цело време е врзан за Христијан Мицковски. Преку 3 структури Бранко Царенковски му помага на Христијан Мицковски. Наташа Савова, која е стационирана кај Јордан Орце Камчев, Горан Минчев, кој сега му помага на Максим Димитриевски да постигне добар резултат на изборите во општина Куманово, тоа е еден од бастионите на СДСМ, и со својата појава, со својот настап, Бранко Царенковски треба да испрати порака до сите југоносталгичари, до оние поранешни официри, до државна администрација, кои живеат токму во бастионите на СДСМ, тоа општина Центар и општина Карпош. СДСМ мора да ги изгуби изборите за Бранко Црвенковски да ја оствари својата визија, својата мисија. Знаете, спорно мислев дека станува збор за повредена суета на Бранко Црвенковски. Меѓутоа сега ми се чини дека Бранко Црвенковски е мрежен во одреден процес, врежен во одреден систем, а тоа е конфликтот помеѓу српскиот и грчкиот свет на Балканскиот полуостров. И сега на Бранко Црвенковски не му одговарале, не му чини ниту Преспански договор, ниту договорот со Бугарија, ниту пак ранковниот договор. Ако вака продолжи, ги има сите шанси како пензионер да заврши на некоја црна листа на Џо Бајден. Тоа што Бранко Црвенковски го сака е пораст на СДСМ на локалните избори. Може СДСМ да победи, тоа ви го објаснав на елимината емисија. Во сите градови на Република Македонија, меѓутоа ако изгуби во градот Скопје, тоа ќе биде пораст на СДСМ. И тоа го знае Бранко Црвенковски. Прито Бранко Црвенковски прави елементарна математика, знаете, политиката во основа е математика. На крајот вие мора да имате еден глас повеќе од политичкиот противник. Како СДСМ може да ги изгуби изборите во градот Скопје? Бастиони на СДСМ со општина Карпош и општина Центар. СДСМ е во коалиција со Али Ахмети и партијата ДУИ. Бастиони на ДУИ се Сарај, Кондово, Чаир, Гутел, Рачинов и така натаму. Рачинов е еден од бастионите на СДСМ. И ако СДСМ и ДУИ бидат торпедирани или бидат поразени во нивните бастиони, а Бранко Црвенковски води политика тоа да се случи, тогаш Петри Шелевовки ги изгуби локалните избори во Скопје. И гледа која е параката на Бранко Црвенковски. Тој им се обраќа на сите југоносталгичари, на поранешни структури на УДБА, поранешни структури на КОС, поранешни офицери на ЈНА, државна администрација, кои живеат токму во општина Центар и во општина Карпош. На нив им се праќа порака. Кога прв пат се појава Бранко Црвенковски после долго молчење, кога го замрзнува своето членство во СДСМ, а тој е после на интервју на Зоран Заев за БГНЕС, каде што говори како треба да имаме заедничка историја со Бугарија, или дека имаме заедничка или сашта историја помеѓу Македонија и помеѓу Бугарија. Тој бугарски анимозитет, има 2 анимозитети кај членството на СДСМ. Тоа расте, се храни изминатите 60 години токму околу тие 2 анимозитети. Кон албанското прашање и кон бугарското прашање. На двете прашања се ги игра Бранко Црвенковски. И е мехаваријата со болницата во Тетово, и тоа треба да направи штета на гласачите или на
гласачката структура на Али Ахмети и ова што сега го прави со појавата во МАНУ, кај што го критикува договорот со Бугарија, треба да испрати порака до сите оние југоносталгичари кои гласаат за СДСМ, но се незадоволни од политиката на СДСМ во однос на бугарското прашање, дека не треба да гласаат за СДСМ. Ако направите проста математика, во Чаир, во Бутел, во Центар, во Карпош, во Рачиново, во Сарај, во Кондово, прето целата математика се прави во овие општини да има втори изборен круг. Ако нема втори изборен круг во Чаир, во Сарај или во Кондово, или во Рачиново, тогаш тешко дека ќе победи Петре Шилегов. Но математиката се прави дека ќе има изборен круг, дека ќе има втори изборен круг во овие општини. Во сите овие бастиони на ДУИ и на СДСМ и ДУИ, односно Петре Шилегов прави разлика некаде 25 до 30 илјади гласови во однос на Даниела Арсовска. Каде ќе ги компензира Даниела тие гласови? Таа разлика од 25 до 30 илјади гласови. Во општина Аеродром со Тимчо Муцунски? Па ако не беше Тимчо Муцунски, јас ви гарантирам дека СДСМ ќе победеше општина Аеродром. Единствена нејаснотија во општина Аеродром е како ќе гласа интелектуалниот дел на општина Аеродром. Тоа е една медиокритетска структура, јас живам во општина Аеродром, ги знам тие луѓе. Направиле одредена паричка, имат одредена функција, живеат удобно, живеат во убави станови, возат убави автомобили и се чувствува дека државата не ги искористила доволно нивните капацитети. И тие гласат најчесто за одредено профанисани ликови, одредени медиокритетски структури кои личат на нив. Затоа гласат во општина Аеродром или за Стео Пендаровски, гласат или за Гордана Силјановска. И ќе гласа за Тимчо Муцунски. Да не беше Тимчо Муцунски, ви гарантирам дека ќе изгубеше во МРДПМН во општина Аеродром. Сега има шанси да победи. Ќе видиме што ќе се случи. Меѓутоа нема да биде така драматична разлика во општина Аеродром, во општина Кисела Вода, во општина Газибава. Порано ВМРО победил 7 до 8.000 гласови разлика во општина Газибава. Сега тамо СДСМ има градоначалник кој може нема да победи на изборите, меѓутоа сигурно нема да има порас од 8.000 гласови разлика. Нема да има цунами систем. И тие 25 до 30.000 или 40.000 гласа разлика кои СДСМ ќе ги има во своите бастиони, ВМРО ДПМН Даниела Арсовска ќе нема каде да ја компензират. Затоа се појавува Бранко Црвенковски. И со неговиот настап Бранко Црвенковски треба да ги демотивира гласачите на СДСМ, кои се уште веруваат дека папата еден ден ќе се врати на чело на партијата, кои се уште веруваат дека македонската држава ќе раштисти со клетите шиптари, односно со клетите албанци и со клетите бугари, и дека Македонија ќе се врати да живее поранешна СФР Југославија. И Бранко Црвенковски им се обраќа токму на тие луѓе. Тие не треба да излезат да гласат. Или ако излезат да гласат, да не гласат за Петри Шилегов. Зошто? Бидејќи ако тие гласат за Петри Шилегов, таа разлика Даниела Арсовска никогаш не може да ја искомпензира. Бидејќи Бранко Црвенковски не може да излезе со мајца на која е Даниела Арсовска, да речи јас ке гласам за Даниела Арсовска, се појавува во МАНУ, се појавува пред Љупчо Коцарев, се појавува пред Стео Пендаровски и се појавува пред Ѓорги Иванов. Вицови и вицови правеше за Ѓорги Иванов и сега се појавува во негово присуство и друштво и прави политички анализи за минатото и днината на Република Македонија. И всушност треба да им прати порака на тврдото членство на СДСМ кое е констернирано, кое е разочарано од договорот со Бугарија или тоа што треба да биде преточено во договор со Бугарија, и тие луѓе на локалните избори треба да гласат така што Петре Шилегов да нема предност пред Даниела Арсовска. Тоа е ролјата на Бранко Црвенковски. И тоа се играчите со кои располага Бранко Црвенковски. Тој шпилот кој тој го има во раце. Знаете, вие правите пито од тоа со што располагате. Ако немате смокви, правите пито од вишни. Ако немате вишни, правите пито од јаболки. Што имате, тоа ставате во функција, ставате на маса. Овие се играчите со кои располага Бранко Црвенковски, Стео Пендаровски, кој веќе не можеше да ја преземи партијата, кој веќе не можеше да направи преврат во СДСМ и не можеше да го симне од власт Зоран Заев, бидејќи направи непосреден конгрес или конгрес со непосредно гласање, каде што е избран од целото членство на СДСМ, бидејќи Христијан Мицковски не е кадарен да победи и да освои власта во Република Македонија, сега Стео Пендаровски доби задача да формира широка влада или експертска влада и таа задача му даде Бранко Црвенковски. Пендаровски беше советник во кабинетот на Бранко Црвенковски. Вториот играч е Наташа Савова, клучен играч во структурата на Јордан Орце Камчев. Третиот играч Игор Ивановски Шема. Кумот на Игор Ивановски Шема е во штабот на Даниела Арсовска. Бизнис партнерите на Игор Ивановски Шема се во штабот на Даниела Арсовска. Третиот е Горан Минчев, во штабот на Максим Димитриевски, уште еден од бастионите на СДСМ. Со тоа располага Бранко Црвенковски. И последната структура е Живко Мукетов. Трајко Мукетов, таткото на Живко Мукетов,
Беше член на Централниот комитет на СДСМ во времето на Бранко Царенковски 96-98 година. Врската помеѓу Бранко Царенковски и Трајко Мукетов е Тошо Шкартов, таткото на македонската удба. Тој ги поврзува и тој прави се тоа пријателство да биде трајно. Каде студираше Трајко Мукетов во Белград? Тоа е поделба на грчки и на српски свет. Живко Мукетов и структурите на Живко Мукетов се први кои го промовираат Христијан Мицковски како нов лидер на ВМРО-ДПМН. Тоа е 2016 година. Јас тогаш немам амбер за Христијан Мицковски, тоа се луѓето кои први ми кажува дека тој ќе биде нов лидер на ВМРО-ДПМН. Каде има работено Живко Мукетов? Кај колегата Драган Павлович Латас. Врска нема Драган Павлович Латас со српскиот свет. Тоа е структурата која сега стајана во функција. Тоа се играчите кои треба да направат пресврт ако можат на македонската политичка сцена. При тоа, тие прават само она што треба да го направат за да може да се спасат. Ако Македонија ги почни преговорите со Европската Унија, целата таа структура се руши као кула од карти. Олигархија, тајни служби, судство, обвинителство, медиуми, телевизија и така натаму и така натаму. Сите се тие под контрола на одредени центри и тие одредени центри прават се Република Македонија да не ги почни преговорите со Европската Унија. Во оној момент кога Македонија ќе добие датум за преговори и ќе ги почне преговорите со Европската Унија, нема место во Република Македонија за овие две структури. Едната структура која се залага за нормализација на Македонија и втората структура која стои за целиот тој процес на хистеризација или на создавање на хистерија во Република Македонија. Па гледате што се прави со пописот. По 100 хакерски напади дневно имаше врз државната пописна комисија. Се правеше се да не бидат попишано доволно број на луѓе во Република Македонија. Одеднаш од 120-130 илјади луѓе попишани на дневна основа, поради тие хакерски напади бројот се намали на 70 до 75 илјади. И од една страна прават хакерски напади, оневозможуваат луѓето да се попишат, од друга страна преку социјалните мрежи ја развиваат тезата ќе видите што ќе се случи последните 5 дена кога наместо 100.000 луѓе ќе се попише 150 или 200.000 луѓе. Правејќи алузија на изборите дека во последните 1 или 2 сати најмногу се полнат гласачките кутии. Значи од една страна прават хаварија, прават хакерски напади, прават упад во системот на државната пописна комисија, од друга страна создаваат хистерија дека некој намерно последните 5 дена ќе ги полни пописните кутии и ќе има повеќе попишени во Република Македонија отколку што реално има. Таа структура не прави ништо друго освен битка за сопствено преживување. Нивното место под сонцето зависи само од тоа дали Македонија ќе биде членка или нема да биде членка на Европската Унија. Никола Груевски 2011 година влегол во конфликт со Вашингтон, со Белата куќа и со Стејт департментот. 5 години овие луѓе го држат на власт Никола Груевски. Без разлика на конфликтот со Вашингтон, шарени револуции, какви ли не револуции, тој останува на власт до 2016 година, дури победува на изборите декември 11 декември 2016 година. Тоа е таа структура која е била секогаш под контрола на Бранко Цренковски. Времето ќе покажи дали Бранко Цренковски и неговата екипа стојат за изборот на Никола Груевски во хотелот Панорама 2004 година. Во тој конфликт помеѓу Никола Груевски, Лјупчо Груевски и Бранко Цренковски застанува на страна на Никола Груевски. И тоа на сите треба да ни биде јасно. Тоа е структура која владае 30 години со Република Македонија. Тоа е српскиот свет во Република Македонија. Пола фамилија ми е убиена од грчката држава. Сме го напуштиле родното огниште во Егејска Македонија. Тамо ни останато се. Можете ли да претпоставите колку ми е тешко да говорам за грчки свет? Меѓутоа тоа е неопходен процес на нормализација на Република Македонија. Во битката помеѓу грчки свет, Соединетите Американски држави и српски свет, Русија на Балканскиот полуостров, за еднината на Република Македонија е неопходно да победи грчкиот свет. Тука некаде да ставиме точка, почитувани гледачи. Ова беше вечерашната емисија, ова беше вечерашната анализа. Јас сум Васко Ефтов. Ако ви се допадна емисијата, ако ви се допадна анализата, ако ви се допадна овие емисии интервјуи од почетокот на новата телевизиска сезона 2021-2022 година, ново дружење недела во 22 часот. До недела во 22 часот, пријатно вечер Македонијо, каде да си.